Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме 2 глави од книгата Излез. Иако сите нешта за кои ќе размислуваме денес првично се однесуваат на израелците, сепак ве уверувам дека овие принципи имаат примена и за нас денес. Затоа ќе ве замолам да обрнете внимание на тоа што ќе го кажам денес, бидејќи верувам дека ќе биде поучно за нас. Бог ги пишува заповедите на нови плочи. Ќе ги прочитам првите 4 стихови од глава 34. И Господ му рече на Мојсей: издалкај за себе 2 плочи од камен, како што беа првите, а јас ќе ги напишам на плочите зборовите кои беа на првите плочи, што ти ги скрши. И биди готов за утре, и качи се горе на планината Синај, и застани пред мене на врвот од планината. Но никој нека не се искачува со тебе, ниту да се појавува по целата планина, дури ни добиток, ситен или крупен, да не пасе близу планинава. И Мојсей издалка 2 плочи од камен, како што беа првите, и стана утредента рано, па се искачи на планината Синај, како што му заповеда Господ, и ги зеде со себе 2 камени плочи. Ке се сетите дека откако се симна од планината и го виде гревот на израелците, Мојсей ги скрши плочите на кои беа напишани 10 заповеди. Затоа, Бог му кажа да направи нови плочи и пак да се качи на планината, каде што тој самиот повторно ќе ги напише заповедите на новите плочи. Стих 5. А Господ слезе во облак, а Мојсей застана пред него и го извика името Господово. Ова беше навистина важен и посебен момент, како за Мојсей, така и за израелците. Иако народот направи голем греф и се поклони на лажен бог и идол, сепак Бог им кажа дека ќе им се смилува, ќе им прости и ќе го обнови заедништвото со нив. Самото тоа што Бог му кажа на Мојсей да земе 2 камени плочи и да се качи на планината, беше еден вид повик кон обнова на заедништвото и заветот. Во стиховите кои ќе ги прочитаме, ќе забележите дека Бог му се објави на Мојсей на еден прекрасен начин и му кажа дека е човеколюбив. Бог рече дека е човеколюбив, што значи дека неговата љубов не беше резервирана само за израелците, туку за сите луѓе. Неговиот план и цел беше да ја објави таа љубов на народите преку сведоштвото на израелците. Слушнете ги следните 2 стиха, навистина се прекрасни. Потоа Господ помина покрај лицето на Мојсей и извика: Господ, Господ, Бог човеколюбив и милостив, долготрпелив, многу милостив и верен, кој ја чува правдата и покажува милост на илјадници, кој проштава беззаконија, неправди и гревови, но кој виновни не остава неказнети, кој за гревовите на татковците ги казнува децата, дури и внуците до 3-то и 4-то колено. Бог не покажува милост така што им прогледува низ прсти на грешниците и се прави како ништо да не се случило. Не, гревот мора да биде казнет и за него мора да се плати. Во Стариот Завет животните беа принесувани во дворот на шаторот, а потоа и во храмот, како еден вид замена за гревовите на луѓето. Сите тие жртви беа предслика на смртта на Господ Исус Христос, кој беше казнет поради гревовите на луѓето од целиот свет, за секој кој верува во него да добие простување и вечен живот. Кога станува збор за гревот, сакам да знаете дека Бог е многу сериозен во однос на нашите гревови и сите гревови кои ги правиме имаат некакви последици. Некои од нив ќе имаат последици и врз вашите деца и внуци. Кога бев на факултет, покрај другото, го земав предметот абнормална психологија и преку предавањата и праксата научив некои работи кои за мене беа нови и чудни. Еднаш отидовме во болница за ментално заболени личности и човекот кој беше одговорен за истата ни зборуваше за различните ментални заболувања со кои се сретнува секојдневно. По самата болница имаше пациенти кои беа заболени од голем број ментални заболувања и гледката беше навистина трагична. Еден од студентите го праша психологот која е причината за тие заболувања. Неговиот одговор беше: гревот на родителите или некој друг од нивните предци. Поголемиот дел од нас не го очекуваа тој одговор, но не би бил изненаден ако тоа беше правилниот и вистински одговор. Гревовите имаат сериозни последици. Ако Бог рекол дека гревот е сериозен престап и нема да остане неказнет, можете да бидете 100% сигурни дека тоа ќе биде така. Никој не може да ја избегне Божјата правда.
Никој не е имун на последиците од гревот. Но фала му на Бог што покрај тоа што е праведен, тој е исто така и милостив и ни ги простува гревовите кога ќе се покаеме. Забележете која беше реакцијата на Мојсей. Стих 8. А Мојсей веднаш падна на земја и се поклони. Мислам дека секој од нас ќе постапеше исто и ќе му се поклонеше на Бог. И рече: ако сум нашол милост пред Тебе, Господи, нека оди Господ мој со нас, бидејќи овој народ е тврдоглав, прости ни ги гревовите наши и беззаконијата наши и ќе бидеме Твои. Ова е четврт пат како што израелците се наречени тврдоглав народ. Досега неколку пати Бог ги нарече тврдоглави, а сега и Мојсей се согласува со неговата диагноза за состојбата на народот. Мојсей го сакаше народот кој го водеше и затоа беше подготвен да бара од Бог милост за нив. Неговата молитва е кратка, но длабока и прекрасна. Бог го потврдува повикот на Мојсей. Ке го прочитам стих 10. Слушнете што му кажа Бог на Мојсей во однос на самиот него, но и за израелците. Тој одговори: еве, воспоставувам завет со тебе. Пред целиот народ твој ќе извршам чуда какви што не биле направени по целата земја и кај ниеден народ, и ќе ги видат сите луѓе, меѓу кои си и ти, делата Господови, бидејќи страшно ќе биде она што ќе го направам за тебе. Сакам да го појаснам оној дел каде Бог вели: страшно ќе биде она што ќе го направам за тебе. Тоа не значи дека нешто страшно ќе му се случи на Мојсей, туку дека тоа што Бог ќе го направи преку него и израелците ќе предизвика страв кај другите народи. Ако Бог не им ја ветеше својата заштита и сила на израелците, околните народи веднаш ќе ги уништеа. Пази го сето она што сега ти го заповедам. Еве, јас ќе ги изгонам пред лицето твое аморејците и хананците, и хитијците и перизијците, и евејците и јевусијците. Ова е трет пат, како што Бог му кажа на Мојсей дека ќе ги изгони народите кои живеат во ветената земја. Внимавај да не влегуваш во сојуз со оние кои живеат во земјата, во која ќе влезеш, да не станат соблазна за вас. Бог многу јасно им заповеда да не прават какви било завети со народите кои живеат во земјата што тој ќе им ја даде. Ако ја читате книгата на Исус Навин, ќе забележите дека израелците не го послушаа Бог и не знаејќи го направија токму тоа, склопија завет со еден од локалните народи. Стих 13. Туку жртвениците нивни урнете ги, и спомениците нивни скршете ги, и светите дрвја нивни исечете ги. Зошто Бог им кажа на израелците да ги урнат жртвениците на народите кои живеат во ветената земја? Бидејќи ако не го направат тоа, тие жртвеници ќе им бидат камен за сопнување и поради нив ќе практикуваат идолопоклонство. Зашто ти не треба да се поклонуваш на други богови, освен на Господ, бидејќи името негово е ревниво. Тој е Бог ревнител. Во некои преводи пишува дека Бог е љубоморен. Некои луѓе мислат дека треба да се извинат поради фактот што во Библијата пишува дека Бог е љубоморен. Љубомората неопходно не е лоша карактеристика. Една слушнав жена како вели дека нејзиниот сопруг не е љубоморен и се фалеше со тоа. Но здравата љубомора е добра карактеристика, бидејќи со тоа сопругот покажува дека ја сака својата жена и не е спремен да ја дели со никој друг. Истото се однесува и на Бог и Израел. Тој јасно им кажа на израелците дека не сака да им се поклонуваат на други богови. Стихови 15 до 17. Не стапувај во сојуз со жителите на таа земја, така ќе се оддаваат на блуд, за своите богови им принесуваат жртва, да не те поканат и тебе да јадеш од нивните жртви. И не земај од керките нивни жени за своите синови, та да не би и керките нивни, вршејќи блуд за боговите своји, да ги натераат и синовите твои на блуд за боговите нивни. Не прави за себе лиени богови. Ханаанската земја беше област во која се практикуваше идолопоклонство. Народите кои живееја во неа обожуваа голем број богови и им градеа жртвеници на јавни места. Покрај идолопоклонството, тие народи практикуваа и неморал. Затоа Бог им кажа на израелците дека треба да ги изгонат и казнат тие народи. Се разбира, голем број луѓе низ вековите го напаѓале Бог поради овие зборови кои што туку ги прочитавме. Тие велат дека Бог не може да биде добар, а да заповеда уништување на народи. Но тие луѓе не ја сватиле суштината на овие зборови. Народите кои живееја во Ханан не беа морално безпрекорни и невини. Токму напротив, нивниот неморал, кој произлегуваше од нивните религии, беше навистина ужасен.
Тој одеше до таа мера, што некои од нив ги принесуваа своите деца како жртви на боговите. Бог не сакаше израелците да склопуваат завети и да живеат заедно со такви луѓе, бидејќи знаеше дека тие ќе бидат штетно влијание. Израелците се согласија да ги изгонат народите и да не склучуваат сојузи со нив, но сепак не останаа доследни на своите ветувања и тоа ги чинеше многу. Тие всушност не успеаја да ја завршат мисијата која Бог им ја даде. Последните неколку стихови се запишани други правила кои се однесуваа на животот во ветената земја. Стих 18. Пази го празникот без квасници. 7 дена јади бесквасен леп, како што ти заповедав, во определеното време во месецот Авив, зашто во месец Авив излезе од Египет. Бог им даде на израелците закони кои беа еден вид подготовка за животот во ветената земја. Стих 23. 3 пати во годината, секое машко меѓуваз да се јавува пред Господ Бог Израелов. Потоа им даде закони кои се однесуваа на различни нешта поврзани со секојдневниот живот и работа. Например, немој да ја мешаш крвта од жртвите мои со квасен леп и жртвата за празникот Пасха да не преноќува до изутрина. Првите плодови од првиот род на земјата твоја принесувај ги во домот на Господ, твојот Бог. Немој да вариш јаре во млекото од неговата мајка. Првините од плодовите требаше да бидат принесени пред Бог. Патем, во Израел имаше и празник кој беше посветен на принесувањето на првините пред Бог. Сега ќе продолжиме со обработка на глава 35. Глава 35. Бог ги подсетува израелците на важноста на саботата. На почетокот од глава 35, Бог повторно ги подсетува израелците за важноста од пазењето на саботата. Ќе ги прочитам првите 3 стиха. Потоа го собра Мојсей целото општество на синовите израелски и им рече: Еве што заповеда Господ да правите. 6 дена да се работи, а 7-миот ден да ви биде одмор, зашто е света сабота, починка на Господ. Секој што ќе работи во тој ден, со смрт да се казни. Во саботен ден да не палите оган нигде во живеалиштата ваши. Тоа што мора да го имате на ум во однос на саботата е дека не станува збор за некој нов принцип. Саботата како ден за одмор беше воспоставена уште при самото создавање, бидејќи Бог престана со создавање на саботниот ден. Кога Адам и Ева сгрешија, со тоа се прекина општењето помеѓу нив и Бог. И имаше потреба за еден вид обнова на општењето помеѓу Бог и човекот, а тоа се случи токму со Израел. Дел од обновата на општењето беше и пазењето на саботата, која според Бог е еден од знаците на заветот помеѓу него и Израел. Како во Стариот, така и во Новиот Завет, оние кои се дел од Божиот народ се повикани да живеат богоугоден живот. Покрај другото, тоа подразбира и почитување на динамиката на работа и одмор, кој Бог ги воспостави преку создавањето на светот. Овој принцип толку му беше важен на Бог, што им кажа на израелците дека оние кои не го почитуваат, ќе треба да бидат казнети со смрт. Зошто Бог го заповеда тоа? Бидејќи знаеше дека гревот не треба да се толерира и доколку се остави да расте, може да го зарази целото општество. Нешто што навистина се случи со израелците. Доброволни приноси за шаторот. Слушнете што пишува во стиховите 4 и 5. И уште му рече Мојсей на целото општество на народот израелски: Еве што заповеда Господ. Соберете помеѓу вас принос на Господ. Секој што од срце дава, нека донесе принос доброволно и нека принесе принос на Господ: злато, сребро и бакар. Мора да напоменам дека приносите кои израелците ги даваа за шаторот беа доброволни, што значи дека секој можеше да одлучи дали да даде и колку. Ова не е давање десеток, принцип кој подоцна ќе биде воспоставен. Последните неколку стихови имаме список на нештата кои народот ги даде. Сина, пурпурна и црвена волна, лен и козина, и овнешки кожи, црвени, сини кожи и дрво шитим, масло за светилникот и мириси за маслото за помазание и мирисно кадиво, и камење од оникс, и камење за украсување на ефодот и за надградникот. Како што можете да забележите, израелците беа доста дарежливи во однос на прилозите за шаторот. Патем, во тоа време немало пари како денес, туку луѓето тргувале со размена на материјални добра. Сите овие материјали кои се спомнати во стиховите имале голема вредност.
Давањето материјални добра и финансии е еден од начините на кои луѓето и денес можат да му служат на Господ. Некој пат можеби ќе имате нешто што не ви треба, или нешто што ви е вредно, но е потребно и во црквата, и можете да го донирате. Например, ако дома имате маса, а во црквата е потребна маса за некоја служба, можете да ја донирате масата. Познавам луѓе кои имале музички инструменти и ги донирале во црквата, бидејќи на црквата и биле попотребни во моментот. Тоа е еден од многуте начини на кои можеме да му служиме на Бог. Вистина е дека донирањето на време и енергија во црквата е од особена важност, но да не заборавиме дека има и други начини на кои можеме да помогнеме. Ако не можете да дадете дел од своето време, можете да дадете дел од материјалните благослови кои Бог ви ги дал. Што и да имате, може да е потребно и корисно во функционирањето на црквата и ширењето на Божјото царство. Израелците дадоа и други нешта кои се запишани во останатите стихови, но нема да ги читам сега. Некој од вас можеби ќе праша, од каде имаа толку скапоцени материјали? Зарем овие луѓе не беа робови во Египет? Да, беа робови, но сетете се дека кога излега од робство, Бог направи нивните соседи да ги благословат со материјални добра. Така што, кога излега од робство, израелците беа богати луѓе. Веселеил и Охолијав повикани како работници. Стихови 30 и 31. Тогаш им рече Мојсеј на синовите израелски: Ете, Бог го повика по име Веселеил, син на Урии, синот Оров, од племето Јудино, и го исполни со Божји дух, со мудрост и со разум, со знаење и со секоја умешност. Веселеил имаше клучна улога во изградбата на шаторот. Тој е еден од луѓето кои учествуваа и во правењето на така наречениот мебел кој се наоѓаше во шаторот. Забележете што пишува во стих 34. А вложи во неговото срце и во срцето на Охолијав, синот Ахисамахов, од племето Даново, и способност да можат да учат и други. Бог не само што ги надари овие двајца со занаетчиски способности, но им помогна да поучуваат и други. Ги обдари со умешност да вршат секаква работа. На ковач, уметник и везач на сина, пурпурна и црвена и ленена ткаинина, и ткајачи, кои прават секакви работи и изработуваат уметнички планови. Шаторот беше навистина прекрасен и уникатен во секоја смисла. Беше еден вид мала градба за која беа посветени долги часови во изработка. Некои луѓе се обидуваат да пресметаат колку вредела изградбата на шаторот и дошле до сума од околу $5 милиони во денешна вредност. Тоа е навистина скап проект кој беше финансиран од израелците. Со тоа ја завршуваме глава 35. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на глава 36. Се надевам дека ќе ни се придружите во следното проучување. Дотогаш, Бог нека ве благослови и чува. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.